Добар ден. Женевскиот мотор шоу ги затвори своите врати за посетителите, но поради огромниот број новости што беа представени таму, ние и трета емисија дел од неа ќе ја посветиме на женевските новитети. Женева не би била она што е доколку на неа не би имало простор и за алтернативни возила. Па затоа во ова издание на Автомагазин ќе ви прикажеме возила кои се далеку од сериското производство, но сепак нивното производство во големи серии ќе зависи од желбите на купувачите. Како што доаѓа младата генерација, така се повеќе откачени, но и возила кои имаат алтернативни извори на движење ќе станат се попопуларни. Минатата недела во Минхен исто така BMW покрај премиерите во Женева ја прослави својата прва 100 годишнина од постоењето. Па затоа во ова издание исто така ќе одвоиме простор за краткиот историјат на BMW. Затоа опуштете се и уживајте. Дами и господа, од сега 16 е вашата омилена бројка. Замислете, Toyota Auris, Toyota Avensis и Toyota RAV4 со било кој пакет на опрема ги добивате со неверојатни 16% попуст, а вашиот нов автомобил ќе има 6 години вистинска фабричка гаранција. Но побрзајте, имаме само 16 вакви возила. Прашањето е дали вие ќе бидете еден од 16 срекници. Ова е Toyota, а врвните понуди изгледаат вака. Toyota, always a better way. Peugeot 508. Моќен и ефикасен во HDI мотор за 290 евра месечно. Oceans where no one's gone. Designed for the little more attitude. Mazda 6. Mazda. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува осигурување од незгода, патничко и домаќинско осигурување. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Женева беше местото каде успешниот мал кросовер Opel Mokka го доживеа своето освежување. Сега со ознаката X, која во иднина ќе се користи кај кросоверите кои ќе имаат понагласен авантуристички дух. Обновениот интериер веднаш е препознатлив, новото лице се карактеризира со хоризонтално разделена маска со лајсни, со облик на крилја, поскулптурно обликувани површини и помалку пластика. Сето тоа заедно со LED дневните светла со графика со облик на двоен бумеранг ги дава на Mokka X помускулест изглед. Сличен впечаток остава и задниот дел, додека погледот од профил скоро да не одава ништо, пошто малиот кросовер би се разликувал од досегашната генерација. И интериерот на Mokka X е нов, инструментаблата е налик на онаа на новата Astra, а централната конзола е реобликувана. Освежувања има и во механиката. Своето место во Mokka ќе го најде и новиот 1,4 литарски турбобензински мотор со директно впрскување на горивото и 152 конски сили.
Со новите две изведби на Ghost и Wraith, наречени Black Badge, Rolls-Royce цели кон помладите купувачи. Далеку од најава дека нешто подраматично ќе се коригира во пристапот на конзервативно ориентираната марка, со измените им се додава малку младешки дух на овие два помали модела од гамата. Со различно наметливиот изглед тие на оваа нова целна група купувачи им нудат алтернатива, но се уште автентична слика за тоа како може да изгледа еден современ Rolls-Royce. Затоа и фигурата на летечката лејди на врвот на маската е сјајно црна, а двојниот R под неа изведен од сребрено и црн финиш. Затемнети се и сите хромирани површини, вклучително и тркалата, на кои се нанесени 22 слоја карбон. Ваквиот стил продолжува и во внатрешноста, која дополнително е облагородена со алуминиум. Мали измени има и кај механиката, колку да и се даде доза агилност. Долгото име кароцерија Touring Superleggera Disco Volante Spider на интересниот автомобил што го гледате ни кажува две вистини за него. Првата е дека со него италијанската каросерница одбележува 9 децении од своето постоење. Втората е дека е првиот отворен модел што ќе го произведуваат во поново време. Направен во чест на легендарниот Алфа Ромео C52, познат како Disco Volante, односно летечка чинија. Механиката ја има позајмено од современиот 8C компетиционе Spider. Тоа значи дека го има неговиот 4,7 литарски V8 мотор, кој на повластените купувачи ќе им понуди возбуда вредна сите пари што ќе ги дадат за него. Колку висока ќе биде таа сума ќе знаат само седумнина, кои ќе мора сами да си набават примерок од донатарот на механиката. После азиското деби, Nissan IDS концептот си го најде својот пат кон Европа за да ни покаже што да очекуваме во не толку далечна иднина. Таму го сместува неговиот изглед, кој иако футуристички може веднаш со мали корекции да се најде на пазарот. Но под блескавата каросерија се кријат далеку понапредни технологии, кои сигурно нема да се појават во брзо време. Барем не сите. Што и по кој редослед ќе избере Nissan да лансира зависи и од нашата подготвеност да го прифатиме тоа. Јапонските инженери во голема мерка имаат завршено својата работа. Тоа посебно се однесува за електричниот погон кој во зависност од режимот на возење ја прилагодува внатрешноста на возилото. На автономната технологија од наредната генерација ќе почекаме малку повеќе, но сигурно и таа ќе стане реалност. Холандскиот ексклузивен производител Spyker Cars, кој отиде во банкрот после финансиското фијаско со шведскиот Saab, чиј собственик беше кратко време, се врати од мртвите. Името на новиот модел C8 Preliator внимателно е избрано за да го символизира триумфот над проблематичните времиња и во превод од латински значи воин. Таков му е изгледот во голема мерка сличен од претходниците, благо адаптиран кон современите стилски трендови. Подобрена е и аеродинамиката, која заедно со зголемената цврстина на алуминиумската структура треба да ги издржи сите 525 конски сили, што ги произведува 4,2 литрениот V8 мотор. Помош во тоа ќе има и од ослонувањето од Lotus и 6-степената трансмисија од ZF, а гласините дека ќе се појави и со електричен погон се покажаа како неточни. Исто како што тоа го направи со концептите на Impreza, Subaru ни го стави на увид новиот изглед на својот кросовер XV, односно Crosstrek, како што се вика во Северна Америка. Концептуално не се разликува од досегашната верзија која представува погруба изведба на популарниот хеджбек. Помускулестото обликувано тело теренски е дополнето со пластични заштитници и шини на покривот, а новата маска му дава поднадмен изглед. Покажаната студија беше поставена на големи 19-инчни тркала, кои дополнително треба да го дефинираат од стандардната Impreza. Ако споредуваме со мерките на концептот во однос на досегашниот XV, новиот треба да биде поголем во сите димензии, најмногу во широчина.
Сепак би требало да ја почекаме сериската изведба која е најавена за идната година. Тогаш и ќе дознаеме каква моторизација му намени Subaru на својот трендовски кросовер. Кога британците се во прашање, зборот супер автомобил добива повеќе значење. Идеален пример за нивното толкување сретнавме на штандот на бутик производителот Араш, каде еден до друг стоеа два супер автомобила. Или, поточно кажано, еден супер и еден супер автомобил. Првиот има ознака AF8 Cassini и V8 срце позајмено од Chevrolet Corvette. Неговите 560 конски сили му овозможуваат спринт до 60 мили на час, односно 96 км на час за 3,5 секунди. Возилото со технички пригушени спортски линии, долго 4,15 метри, тежи само 1200 килограми, но затоа чини 168.000 фунти. Ако овие параметри се чинат недоволни да се употреби зборот супер автомобил за Араш AF8 Cassini, тогаш оние на новиот AF10 далеку го надминуваат неговото значење. Би рекле многукратно, бидејќи во неговите спецификации во графата максимална силина стои бројката 2080. Енормниот број конски сили е добиен со комбинирање на бензинските 900 и електричните 4 пати по 295 конски сили. Се испорачуваат на тркалата преку 5 менувачи и го лансираат AF10 до 100 за 2,9 секунди. Цената му е заокружена на 1,1 милион фунти. Слушнавме дека британската компанија ќе понуди и трето толкување на зборот супер автомобил, кој би бил нехибридна верзија на AF10 со 550 конски сили и цена од 388.000 фунти. Откачените дизајнерско-технички креации се нераскинлив дел од традицијата на Женевскиот мотор шоу. Едно од имињата кое повеќе од другите провоцира е германската инженерска компанија EDAG. Годинава тие ги здружија силите со Bosch и на желните за предизвици на увид им ја оставија својата најнова креација. Името Кожурец е подеднакво необично како и каросеријата која интуитивно реагира со боја. Зашто станува збор? Студијата Cocoon има за задача да му покаже на светот колку интернетот може да ги промени автомобилите во иднината. Под каросеријата, направена на 3D принтер, лежи скриена револуционерна технологија која ги впива дигиталните податоци од надворешниот свет, за да го направи возењето побезбедно и покомфортно. Дел од тоа се и панелите со кои му е обложено телото, кои со променливата светлост ги предупредуваат другите возачи на можна опасност. Секако и автономното возење е една од особините на овој концепт, како и да се вика. Составен дел на секоја женевска смотра е и заедничкиот настап на повеќе ентузијастички компании обединети со асоциацијата Immobile, чија заедничка нишка им е електрониката. Меѓу другите годинава беа изложени и интересните Јебуџана, R2 и E-Rod. Првото е електричен ростер од јужнокорејската компанија Power Plaza, а второто мало баги од швајцарскиот Кибурц. Корејците се сериозни да го однесат својот новитет до сериското производство веќе наредната година, но не дадоа многу конечни детали за него. За разлика од нив, швајцарците се фокусирани во една сосема нов редуциран на најосновниот пристап кон еколошките возила, кои според нив треба да ветуваат чисто и емотивно возачко задоволство. Затоа и формата на E-Rod ја следи функцијата да понуди висока динамика со почитување на основните барања на возачот. Но како најголема болка на електричните возила е нивната автономија. Просто чуди како досега никој не се сетил да понуди решение какво она на француската фирма Epitender. Се работи за приколка на која е монтиран мал бензински мотор која произведува потребната струја кога батериите ќе се испразнат. Во случајот со Renault Zoe обезбедува автономија од
570 км со потрошувачка од 1 литар гориво на 100 км. Кога сме кај електричните возила, не може а да не го споменеме Tesla Model X, која доживее европската премиера токму тука на салонот на автомобилите во Женева. Струјата е тоа што му ја дава потребната доза екзотика, најбрзото спортско корисно возило на светот да ги заслужи епитетите што му се доделуваат. Официјално тие се автономија од 350 км, забрзување до 100 за 6 секунди и максимални 225 км на час кај основната 70D верзија. Најперспективната 590D изведба може и повеќе, ама чини и значително поскапо. Цените за Европа, каде Model X ке пристигне подоцна годинава, не се објавени, но ако некој сака да го нарача, може да го стори тоа уште сега со депозит од само 4000 евра. Во минатото корејската марка SsangYong беше позната по необичниот дизајн на своите возила. Со појавувањето на новата генерација теренци се чинеше дека тоа е надминато. Но гените си се гени, а од нив не се бега и новитетот покажан во Женева повторно има таков, благо да се изразиме, чуден каросеријски изглед. Се работи за новата верзија на компактното спортско корисно возило Тиволи, каде за одзнаката XLV се крие продолжен заден дел за 24 см. Целокупната механика, вклучувајќи го и меѓуоскиното растојание, останаа исти, само багажникот масивно е зголемен на 720 литри. Тиволи и во двете верзии на купувачите им се нуди со по еден бензински и дизел мотор, мануелна или автоматска трансмисија и со погон само на предните или на сите 4 тркала. Корејците очекуваат неговата годишна продажба да достигне 100.000 примероци. Со историја исполнета со контрадикторни возила, ретки се оние што имаат слушнато за британската марка Morgan. Уште поретки се пак оние што знаат дека сите своји автомобили рачно ги произведува. Спротивно на современ е и нивниот изглед, но според она што го видовме во Женева, сепак вратата за напредните технологии се подотвора. Тоа го докажува концептот на првиот електричен автомобил на Morgan, кој понатаму останува верен на спецификите што ја дефинираат оваа марка. Мислиме пред се на трите тркала кои му даваат изглед како од првата половина на 20 век, иако неговата каросерија е направена од јаглеродни влакна и алуминиум. Затоа и тежи само 500 кг, што не е никаков проблем за скромниот електромотор да го забрза до 100 за 9 секунди. Нашиот истрпен приказ на годинешното издание на Салонот на автомобилите во Женева не би бил комплетен ако не кажеме избор 2 за 1 пронајдок кој можеби од корен ќе ги смени автомобилите такви какви што ги познаваме. Имено гумарскиот гигант Goodyear реши наново да ги измислува тркалото, во овој случај во облик на топка. Покажано под слоганот реобликување на иднината за автономните возила. Пневматикот со ознака Eagle 360 е направен со серија сензори и конективна технологија која ќе ја редуцира интеракцијата меѓу возилото и возачот. Секако, долг пат ги чека иноваторите на Goodyear да ги убедат конструкторите на автомобили за неопходноста со својот пронајдок да ги натераат автономните возила да се однесуваат точно онака како што треба. Со третото продолжение од Женева го завршуваме серијалот рапорти од годинешниот Женевски мотор шоу. Велат дека првите 100 години во животот се најтешки. Судејќи според животот во првиот век на БМВ, тоа и не е толку комплицирано. Оваа баварска марка, колку и да била во проблеми, секогаш ги завршувала со хепи енд и од секоја криза или војна излегувала уште посилна. Затоа, немајте страф од првите 100 години на животот. А ние во следните неколку минути ќе ви ја прикажеме
кусата историја на баварската марка, на марката која го носи сино-белиот пропелер. Денес светот на премиум автомобилите би бил незамислив без BMW. Марката е символ на германскиот перфекционизам и потврда за префинетиот вкус на собствениците на автомобили со низиниот знак. А тој символизира авионски пропелер кој не враќа 100 години назад, на самите корени на компанијата која на почетокот се занимаваше со производство на авионски мотори. Настаната со спојување на фирмата Рап Моторен Верке со авиокомпанијата на Густав Ото, синот на пронаоѓачот на 4-тактниот мотор со внатрешно согорување, во 1917 година ги зема името и заштитниот знак што ги носи и ден денес – Бајерише Моторен Верке. Крајот на Првата светска војна значеше и крај на производството на авионски мотори, пошто BMW се преориентира кон другите индустријски гранки. Првиот моторцикл е направен во 1923 година, а 5 години подоцна следеше преземање на производителот на возила Айзенах. Тој во тоа време го произведуваше моделот Дикси под лиценца на британскиот Остин 7. 3 години подоцна, кога лиценцата истече, BMW на основа на него го конструираше својот прв автомобил, а веќе следниот модел 303 ја имаше карактеристичната маска во облик на два бубрега. Со успешното лансирање на BMW на патиштата не се заборавија техничките искуства од првата дејност – авионските мотори. Предстојното вооружување на Германија го поставија BMW во центарот на немилите настани што следеа, од чии последици компанијата едва и се извлече. За среќа на денешниот свет, на собранието на акционерите во 1958 година наместо ликвидација е одлучено да се купи лиценцата за италијанскиот мини-мобил Изо и Зета, со цел да се искористи потребата на германското општество за ефтина моторизација. Скромниот успех на возилцето со една врата и агрегат од моторцикл беше доволно да го исправи BMW на нозе, пошто амбициите повторно се издигнаа. Но наместо кон небото, овој пат тие се задржаа цврсто на тлото, зашто придонесе и превземањето на производителот на автомобили Глас во 1966 година. Значењето на овој типичен бизнис чекор беше големо за иднината на BMW. Техничките иновации и високо квалификуваните инженери до кои дојде фирмата ја поставија на патот на кој се наоѓа и сега, 50 години подоцна. Не требаше многу време да помине возилата на BMW да станат синоним за технолошки напредни премиум производи, а компанијата да добие репутација која не треба да се објаснува. Квалитетот на она што излегуваше од низините погони носеше заработувачка поголема од потребната за останување на истиот курс, заради што и ширењето на бизнисот беше насочено кон малку запоставените британски производители на возила. Денес под пропелерот на BMW делуваат реинкарнираните Мини и Rolls-Royce, а баварскиот свет на две тркала е заселен со присуство на моторциклите на Husqvarna.
Нашиот свет пак станува поздрав со имплементацијата на еколошките технологии кои покрај спортските карактеристики и луксузот на возилата на BMW им го дадоа и атрибутот пријателски расположени кон околината. Таков е и концептот Vision Next 100, со кои се започнуваат наредните 100 години од историјата на марката. Комбинирајќи го спортското на купеата со динамичната елеганција на седаните, ова автономно возило има способност за трансформација на кабината во зависност од режимот на возење. Така, кога автопилотот има се во своји раце, таа прераснува во вистинска ложа во која патувањето е пријатно и релаксирано. Кога пак возачот е тој што командува, на ветробранското стакло пред него се проектираат битните информации за возењето. Меѓу нив се и работи кои денес ги немаме, како што се идеалната траекторија на возење, точката кога управувачот треба да започне да се врти и слично. Вистинска футуристичка посластица е пристапот на живата геометрија, како што инженерите на BMW ја нарекуваат способноста за метаморфоза на каросеријата која се растегнува на тркалата. Без разлика дали е фокусиран кон поддршката на задоволството на возачот или пак кон комфорот за сите, овој концепт во секој случај ја почитува околината. Детали за поганот не се објавени, но затоа не се штедеа зборови за материјалите од кои е направен. Челикот го има во најмала количина и место него се користени јаглеродни влакна во комбинација со повеќе видови пластика и иновативни материјали развиени во баварските лаборатории. Слични особини ќе имаат и другите најавени концепти по повод 100 годишнината на компанијата, од марките Mini и Rolls-Royce, како и еден моторцикл. Способноста да учи и со технолошки иновации да се прилагодува кон потребата на општеството го доведе BMW до продажба на 2.250.000 автомобили и скоро 137.000 моторцикли годишно. Барањето секогаш подобри решенија е нераздвоен дел од минатото и ја дефинира иднината на групата, за која слободно може да кажеме дека достигна небески височини и без авионските мотори. Сејаот на Женевскиот мотор шоу уште долго ќе не следи, барем следните 12 месеци, кога ќе започне новото издание. Во меѓувреме ќе се појават новите автомобили кои беа звезди, премиери под куполите на Женевскиот мотор шоу. Исто така очекуваме од BMW и во следните 100 години да биде она што беше и во првите. А од вас очекувам за 7 дена повторно да се сретнеме во новата премиера на Автомагазин. До тогаш останете со добро здравје и довидување.